Добар ден. Вие гледате Зебра. Периодот во кој што моментно живееме е препознатлив по многу работи, меѓутоа се чини дека сите тие, на еден или на друг начин, се поврзани со брзиот развој на дигиталната технологија и екстремно големата достапност на брзиот интернет на секаде во светот. Овие појави предизвикаа тектонски промени во сите сфери на општеството, почнувајќи од најобичните професии па се до најмодерните. Едно од тие прашања кои што се опфатени со овој развој на технологијата се и авторските права. Авторските права во смисла од работа како дизајн, па се до софтвер, индустријска собственост, а тука е и секако и музиката. На оваа тема денеска ќе дискутираме, односно ќе се обидеме да ја отвориме дилемата дали авторските права како концепт се застарени во времето на, односно во актуелната интернет ера. Со нас денеска во Зебра се еден од најпознатите македонски басисти, музичар и директор на македонската музичка индустрија. Тоа е Бодан Арсовски, добре дојдовте. И актерот и музичар и член на бендот СИС Ивица Димитриевиќ. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од Зебра. Како што рече Саздо, времето кое што го донесува социјалните медиуми едноставно го доведува во прашање, сериозно го предизвика концептот на авторско право, онака како што го знаеме од 18 век, кој што ја штити интелектуалната собственост на авторите. Дали всушност сега денес се станува достапно и бесплатно за публиката и се поставува прашањето дали некој би плаќал кога може да го добие слободно? Дали всушност новото време донесе кошмар за авторите, конкретно за музичарите? Да, апсолутно се слагам дека ново време е кошмарно, поготово во доменот на дигитализацијата на музиката. Јас сум сведок како тоа се прекрши, бидејќи јас бев во аналогното време, го доживеав влезот на дигиталното и сега живеам во дигиталното, каде што доста работи се јавија како проблеми. Односно тој не само авторското право, туку и сродното право, правото на продуцентите и изведувачите. Значи, со појавата на дигиталната музика, односно со првото CD, се елиминира аналогните плочи и тоа беше сосема во ред. Јас бев воодушевен од звукот, од новиот медиум и така натака. Меѓутоа, кога се појавија оние CD-ња кои беа rewritable, тогаш се покажа, односно и само можноста да снимаш на CD, да копираш некоја музика, тогаш се појави можноста за исклучително квалитетен дупликат кој е апсолутно верен на оригиналот, што значеше дека оригиналите може да бидат достапни на друг начин секаде и без некоја контрола. Секако, ако се вратиме на аналогното време, ако имавте дома LP пластична плоча, вие не можевте таа плоча да ја ископирате. Единствено можеше на касета, која го имаше послаб квалитет и некако се трпеше тој однос на тие работи. Во овој случај со дигитализацијава, времето стварно отиде и тоа суштината на регулативите кои би можеле тоа да го решат се многу спори во однос на развојот на технологијата и тука стана кошмарот. Само што завршија CD-њата, веќе тие не се ни модерни, не се ни купуваат, ни продаваат, се појавија сосема други медиуми, дискови, хард дискови, USB-ња. Веќе новите компјутери не имаат. Додека администрацијата во Лондон и Брисел и во Вашингтон се сконцентрира на USB-ња и на хард дискови, се појави интернетот како можност да се тоа и веќе интернетот им побегни на сите можни институции кои тоа сака да го контролираат. Во тој контекст, како директор на ММИ од македонска гледна страна, можам да кажам дека ние не сме во кој знае каква позиција да можеме да ургираме и да правиме некој исчекор во тоа да се помогне околу реализацијата на заштитата. Тоа го превземат оние кои го створија, а го створија западниот свет и моментално некои од тие главни моменти при заштитата на авторското и сродното право при користење преку интернетот го воведува преку директиви. Значи сега Европската комисија составува директиви кои требаше да бидат готови во јануар оваа година, каде што ќе се почне да се разговара во заштитата кај YouTube. Сакам да кажам дека ние ги исчекуваме тие резултати и врз основа на тоа ние ќе се поставиме во
односно користењето на тие можности, односно користењето на интернетот и дигиталната сфера, како ќе постапуваме во Македонија. Голем проблем е што ние и да имаме нешто користење во Македонија, ние не сме локални, а во самиот старт било кој македонски сајт е и светски сајт. Што значи не може како порано да се врзе на региони, тука се продале 100 плочи, наму се продале 1000 плочи, тоа се продава низ целиот свет. И тука е проблемот за контролата, затоа се јавуваат и луѓе кои сакаат тоа да биде исто брзо, а брзото подразбира дека треба да биде и бесплатно, и тука се конфликтите. Ивице, како гледаш ти на ова? Ти си од малку помладата генерација, меѓутоа особено имаш искуство во овој поглед, затоа што например првиот албум на вашиот бенд го издадовте прво дигитално, бесплатно го поделивте, меѓутоа не се откажавте од хардвер верзијата и издавате и плочи. Значи како од твој аспект гледаш на целава ситуација? Види, јас можам да зборам од позиција на тоа дека првин за цело ова кога би збореле за малце темата е поширока. Значи првин од каде до каде и колку се пушта македонска музика би пожел, па како и тоа како тоа авторските права се заштитени дали од ЗАМ, дали од ММА, па колку тоа е застапено и тогаш ќе дојдеме до една, како да кажам, каламбурија каде што нема многу точни и одредени правила, и ако тоа све на хартија и на папир убаво пишува во сите регулативи кои ги има ММА, кои има шанса да ги прочитам и на ЗАМ претходно. И од таа причина појдовме со тоа дека доколку некој сака да ја чуе нашава музика и дека сака да ја купи, доколку е тој прав фан на кој нашата публика нашиот бенд се обраќа, тогаш ќе му го дадеме бесплатно, а доколку тој сака да го купи, ќе дојде во продавница, ќе го земе на хард копи или на плоча. Така да Ако веќе еднаш го добива бесплатно, зошто би го купивал? Каде е границата? Дури и Дейвид Бърн во еден свој текст во Guardian неодамна вели дека на бендовите кои што се пробиваат во принцип им одговара да бидат бесплатно застапени на Spotify, на Pandora, на сите платформи. Но каде е границата меѓу она сега ќе ви дадеме се за да не забележите, до она нашата музика чини? Том Йорк го даде бесплатно својот албум, како ти кажам, Radiohead кои продаваат не знам колку милиони. Кога тие си дозволуваат да го дадат својот албум бесплатно, а потоа значи прав фан, за тоа зборувам, значи правиот љубител на музикава, значи ако ја сака музикава на Боден или на Ивица без разлика, тој ќе отиде и ќе ја купи. Сепак тоа не знам колку скапа работа се уште, мислам, кај нас и во светов. Еден албум чини 5 евра, колку 6, тоа не знам, или 300 денари, или 1000 денари, колку нека е. Така да мислам дека со тоа што го даваме албумот бесплатно на интернет, биднуваме подостапни до оние можеби млади луѓе кои немаат шанса да го купат, кои подоцна можеби ќе имаат шанса да го купат. Тоа е од една страна. Од друга страна, секако се сложам со Бодан дека сето е со доба на интернет не можеш ти да ставиш никакви граници веќе. Значи имаш Pirate Bay кои направија политичка партија за да заштитат незаштитување на авторски права, како да кажам. Отидоа, значи ако светот иде да заштити нешто, тие што ги пробиваат тие работи идат уште побрзо и пред нив подалеку. Така да, не знам, може треба се најде некој тотално нов систем на вреднување и на, како да кажам, на тоа авторско право и на некој надоме за тоа авторско право. Нашиот бенд, пак ќе кажам, ние стоиме за тоа дека доколку некој сака да те слушне, доколку сака да го има твојот, да кажеме, CD или плоча, ќе дојде и ќе си го купи без разлика што претходно ние ќе му го понудиме за бесплатен даунлоуд. Колку што знам, вие не сте членови ни на ММ и нити на ЗАМ. Не, би кажал, еве на пример, јас појдов да бидам член на ЗАМ, на ММ не сум знаел, мислам, сум знаел дека постои, ама не знаев во која зашто се точно работи. Не знаев дека тоа е исто као ЗАМП и дека тоа се малку не паралелни две, така ќе му дојде. Не сме паралелни, ќе го објаснам покасно. Добро, се извинувам, не сум баш упатен во тоа. Отидов во ЗАМП бидејќи ми требаше, кога извадивме сега винилот со СИЗ, ни требаше механички права за песните, бидејќи во Германија каде што се печати винил најблиску, мислам има во Австрија, во Чешка, се одлучивме за Германија. Тие ти бараат таму механички права дека тоа се твои песни, да кажеме. И сега јас морав да отидам у ЗАМП да ги тие мои песни да кажам дека се мои. Идам ја у ЗАМП да ги
верифицирам моите работи. На крај доаѓаме во разговор со една господја таму, ја ја објаснувам дека овој албум јас сам ќе го издадам. Фактички, јас немам издавачка куќа поза мене, а збориме издавачка куќа као фирма позади мене, така да јас сам си го финансирам албумов. И вели, ако сам си го финансираш, ти не можеш да ги внесеш тие плочи во Македонија. Значи, ти ќе мора или на црно, или преку некоја фирма. Доколку ги внесеш преку некоја фирма, која издавачка куќа, ти ќе треба да платиш ДДВ на тие плочи и ќе треба да платиш некој данок, не знам каков, ДДВ најверојатно. Царина и данок од ДДВ. Велам, добро, кој пазар ние штитиме? Плочи не се произведуваат во Македонија. Зошто ние треба да плаќам јас ДДВ за мои плочи и царина за внес на тие плочи, кога тоа е авторска музика, само што винилот е сега медиум. Вика, не знам како да ти објаснам, тоа е правилото, ако сакаш прифати, ако не прифаќај. Мислам, тоа е доколку најдеш за ваков специфичен пример, вели, доколку најдеш издавач од Германија, тебе ти е подобро тој да ти биде издавач таму, да ги заштитиш твоите авторски права во ГЕМА во Германија, тогаш ќе немаш никаков проблем да издадеш плочата таму, механичките права ќе ти бидат заштитени таму, ќе ги донесеш плочиве овдека и тоа е тоа. Така и функционира, еве, со СИС така функционира. Се ти знаеш колку теми речна, не знам на која да ти, не знам дали има и прашање конкретно. Да, но тоа сепак покажува дека нашиот систем нели ги дека на почетокот е широка е темава, Зашто сакате да зборуваме конкретно? Значи, одека имаш, треба се спомне законот за царина. Значи, тој закон за царина не е сменет, ти увезуваш од страна и чиста е работата. Не може, треба тој закон да се поднесе промена за увезување музика. Затоа зборам, има повеќе. Значи мора да платиш царина, во моментов мора да платиш. Тоа знам. ДДВ мора да платиш. Тоа знам. Значи сето тоа ти си влезен во шемата на таа легислатива и тоа можеш да го испочитуваш за да го имаш CD-то дома. Односно плочата да можеш да ја продаваш. Можете ли вие како здружение да и вие и ЗАМ да се направи нешто во вакви ситуации, да се олесни случајот, значи не се работи за било какво увезување на некаква роба, се работи за музика, за уметност. Јас тој проблем го имам со години и секогаш плаќам царина и се прифати тоа дека тоа можеш да го платиш. Никој не потегна да се понесат амандмани на тој закон за да може да се ослободи музика и остана така. Значи не може со своја добра волја или со некаква одлука, тоа треба промена на закон. Значи треба некоја иницијатива. Иницијатива. Сега кај нас практично нема фабрика за производство на цедиња. За плочи уште помалку, нема ни во регионот. Тоа значи дека мораш да го печатиш во странство за да го внесеш како производ тука за продажба. Меѓутоа, јас се откажав од продажба и производство на цедиња затоа што тоа и не се ни продава. Снимањето на самиот материјал може да чини десетици, 20.000 евра. Печатењето, издавачот да го чини тоа околу 7-8.000 евра да го испече. Зависи кој тираж е, да речеме минимален од 1.000-2.000 евра. И сето тоа кој ќе го земеш во обзир да продадеш 5 цедиња, никој нема да ќе ти рече, вие знаете ли да зашто работите кога тоа нема интерес. Затоа е ова многу добро интернет продажбата. Да. Пред некој ден се најави кај во ММИ дојде еден представник на агрегатот за iTunes, Amazon и тие големи платформи кои се званични, кои што продаваат. Ја не знам Spotify и таа другата Пандора какви се. Исти се. Исто се? Значи, големите издавачи... Добро, информацијата е дека iTunes продава 80% од продажбата е негова, 10% е на Amazon, а останатите 10% е на сите други платформи. Spotify е повеќе стриминг, отколку, значи можеш да си пушташ, не можеш да купуваш, меѓутоа пак е легално и сите големи издавачи се делат тоа. И стримингот, окей. И сега понудата е вака. Таа фирма KVZ Music од Австрија се пријавила како агрегат на овие големи платформи. Мислам, јасно што зборувам. Значи тој агрегат е задолжен да ги снабдува големите хипермаркети као iTunes и Amazon и така натака со музика од продуценти и автори кои се од источниот, односно југоисточниот дел на Европа. За Германија имаат посебен друг агрегат, за Африка имаат друг агрегат, така тие ги снабдуваат тие големи продавници, односно платформи што ги викаат. Така да тој дојде тука да со понуда да го експлицираше нивниот елаборат, како се работи, се работи само за даунлоудинг и стриминг.
значи тоа што даунлоудингот е преку iTunes и стримингот е веројатно и на пошироките вие платформи. Значи за секое симнување на песмата, односно купување, таа има своја цена. Да. Треба е доволно да се пријавиш кај агрегатот, а агрегатот соработува со еден, да речеме, еден асортиман на продуценти. А тој потоа го пласира на iTunes. И за секој квартал се добива извештај точно каде што е продадено. Еве као еден пример ќе ви кажам. Земале некој негов пријател, се пријавил, се зачленил како продуцент, своите песни ги ставил на iTunes и му се јавил на некој пријател во Австралија и му рекол: утре иди, земи, купи ми една песма преку интернет и кажи ми која песма си ја купил. И овој му се јавил, ја земав во 11:15, таа и таа. После 4 месеца добил извештај од iTunes, во 11:45 продадена песмата во Австралија. Значи тие американците функционираат безпреконо. Те го направиле системот и тука нема више можност да се бават со тоа дај ќе му крадеме на некој од Македонија 2 песнички да ставиме 90 центи на страна. Може ли тоа во Македонија да функционира? Има ли публика и свет која што ќе купува? Остави од Македонија, гледај го глобалното село. Значи више не е битно дали си од Македонија. Проблемот беше, јас од 96-та година дури сум зборел и со многу директори на банки, кога беше моето време, и тоа јако време, барав можност да се отвори безбеден трансфер на пари од Македонија, него од странство некој да купи нешто во Македонија. Тоа го гледав како можност да јас моите дела ги продам тогаш. Македонија за жал и ден денеска е unsecure region, односно несигурно подрачје и се уште никој од странство не сака да купува нешто преку интернет да го дава бројот на својата картица од овој регион. Не само Македонија, мислам и скоро цел Балкан. Се уште тапкаме место. Значи јас тоа го барав 96-та, сега сме скоро 18 години никако да мрдне. И сега зашто го спомнав ова КВЗ од Австрија? КВЗ од Австрија тоа е една агрегатор, тој се понудил да соработува директно со iTunes. Вие ако лично или Ивица ако сака лично да се обрати во iTunes, ја имам супер песми, може да ги продам кај вас, нема контакт. За да си го обезбедат мирот и можноста да си работат кој што треба, се организирале на по-локални нивои. Дали бев јасен? И сега што се однесува до механичките права, во тој цел контекст, еве видов на пример, јас имам договор со Croatia Records, на бившиот Југотон, да го издадат и така натака од Леписол последниот албум на CD само за Хрватска. И таков договор имаме. Отидов на iTunes, го ставиле за даунлоудинг, за дигитална продажба, а ние немаме таков договор. И сега, од секој продадено CD, имаш право на механички права. Ти имаш право од механички права за секоја продадена плоча, а јас имам од секоја продадена CD или плоча, плюс сега се отвори нова механичко право од дигитална продажба. Што значи дека тој продуцент, односно издавач, било кој да ти е, дали во Германија, дали ти самиот си, од се што ќе заработиш ти конкретно на самиот себе ќе треба да си пратиш механички права за дигитална продажба. На некој начин застанав и реков, ова е тоа што го побарав 96-та, не успеавме ние тука кај нас да си го решиме, веќе е решено на локално ниво, мислам, во Европа како регион. Сме реченици и цел егоистичниот дел е така реш. На тој, преку тие КВЗ ги има сите српски автори, ги има бугарски, има грчки, има босански, што продаваат музика таму. Кажавме милион работи, дека мал милион работи, кажавме дека многу работи се менуваат. Ги спомнав и механичките така, и продажбата. Сега сам само за Македонија, како би поврзале со целава ситуација, тоа што вие со ММИ го работите, значи пред 2 години нели добивте лиценца за наплата на сродните права и така натаму. Сега ви имаше ука и пука, имаше се уште има, да. Значи, најголем проблем беше, односно како најголем проблем беше спомнато тоа што реално сите ќе мора да плаќаат или најголем дел од угостители, па се до беспомнувани стоматолошки ординации и така натаму. Претпоставам дека тоа не е точно, меѓутоа беше спомнато во таа дискусија. Како вие го оправдувате тој широк опфат на наплата што го очекувате на целото општество, кога да речеме може во време на интернет некој може да стрима во својот објект од радиостаница која што има под Creative Commons, односно во која што
правата се покриени. Значи како вие во тој случај го објаснувате вашиот отфат преку ММИ? Значи, во принцип, како што се работи за реемитување. Реемитување е ставка. Кај нас реемитуваат кабелските оператори, значи емитува една радиостаница или телевизиска станица, кабелскиот оператор реемитува. Емитува радиостаница Антена 5, се пушта во кафулињата, реемитуваат кафулињата. Значи, во тој момент, тие што не се во можност да ја слушаат радиостаницата, ја имаат можност тоа да го направат во едно кафуле, така? Тоа подразбира дека таа радиостаница има поширок опсег на слушаност отколку што е само оној фреквентниот. Друг тип на пример, значи спомнав, да речеме во кафуле кој што не пушта Антена 5, меѓутоа пушта интернет радио, американско или било какво, кое што е ослободено од секакви авторски права. Зашто, на пример, во тој случај би требало да Јас не сум сретнал до тогаш, веројатно јас не сум сретнал што подразбира тоа радиостаница која е ослободена од авторски права. Интернет радио. Има интернет радио кој што се под Creative Commons. Еве, на пример, дали таму сте слушнале од Дейвид Бърн песма на тоа? Не. Значи, Дейвид Бърн се откажал на тоа радио, некој си кузне какво добро радио, да не ги зима авторските права. Може би нема да пушта Дейвид Бърн, може би ќе пушта некој Значи, непознат автор. Ако ги пушта непознати, веројатно има договор со нив. Значи, ако не смееш да пуштиш некого без да добиеш дозвола да го пуштиш. Да, токму е тоа прашањето, зашто дали во тој случај или во такви случаи ММИ има право да наплаќа или да бара да се наплати. За тоа јас ти кажувам, тоа е повисок стандард на комуникација, за тоа мораме да добиеме одговор од тие што го створиле проблемот. Значи, тие не го створила некоја македонска авторизирана, ослободена од авторски права радиостаница, бидејќи кај нас такви не постојат. Такви радиостаници не постојат. Меѓутоа, ако ги има на интернет, тоа не сме ние ти од Македонија што ќе гледаме и да се јавиме на некоја си интернет радиостаница, зошто вие пуштате. Тоа веројатно ќе си го реши легислативата во Европа или во Англија и така натака, и врз основа на тоа и ние ќе се поставиме. Во моментов, ако тоа прашање, јас навистина не можам да го одговорам до кој степен е тоа ослободено од авторство. Во принцип, не би требало да биде ослободено ништо од авторство. Значи, ако има некоја група на млади автори кои се ослободиле, тоа мене ми е непознато, така да не можам точно да ти одговорам за тоа. Ивица, ти како гледаш на искористувањето на ваша музика, да речеме, во други авторски дела, филмови, дали имате проблем со тоа, каков е вашиот став? Види, секако дека кога се работи за употребување во комерцијални цели, пример, да кажеме, во реклама или во, не знам, во филм, секако дека за тоа би сакале да бидеме исконтактирани и нормално дека би сакале да бидат нашите права заштитени на некој начин, да кажеме. Видите, секој може да употреби твојата музика за било што на крај, нели? И на тоа да настане тотално, како да кажем, без твоја дозвола тоа е кражба. Тоа сакам да кажам. Значи може да се случи кражба, да кажем. Но од друга страна тоа кај нас пак ќе кажам, проблемот на тие заштити се влегува во некоја, како да кажам, не се до крај средени сите работи, како што вика Бодан, на повисоко ниво, и ние доаѓаме потоа да играме, како да кажам, у тесен простор со некои работи. И стално се изнайдуваат, па може вака, не може онака, па сега ќе плаќа секое кафуле, ќе плаќа, еве ти убаво спомена, ако тоа кафуле пушта интернет радио кој е слободено, зашто тоа кафуле да плаќа на било која ЗАМП или ММИ. Така. И тогаш и ММИ и ЗАМП доаѓа до проблем да не може да му наплатат на тоа кафуле, друг ќе каже, па извини, ја пуштам комерцијално радио Антена 5, зашто ја да плаќам, и доаѓаме до конфликт. Затоа што тие работи не се решени на повисоко ниво, така нека и нас гледам дека не се решени, и доаѓа до една каламбурија. Многу работи се решени. Ова конкретно јас не сум запознат дека постојат такви радија кои се авторски ослободени. Creative Commons лиценца, веројатно знаете таа. Nine Inch Nails на пример ги издава своите албуми по таа лиценца, значи секој може бесплатно, и постојат интернет радија или да речеме агрегатори посебни кои што ја филтрираат музиката што е ослободена од лиценца, и некој кафуле може да пушта само од таму музика. Тука е прашањето, пак е тука моментот на колку е прилагоден системот на брзите промени. Тие се многу помалку во однос на што званично се емитува. Значи, конкретно, ако се емитува од радиостаница во кафуле, тоа е реемитување, тоа спаѓа под заштита.
Да. Али морам да го вратам, значи да се вратиме повторно што се авторски и што се сродни права. Се работи за собственост. Таа песна, таа снимка на Ивица, тоа снимките на Лепи Стол, моите снимки, тие додека не ги направил Ивица, не сум ги направил јас, тие не постојат. За да станат да постојат, мора некој да ги смисли. Као што Ајнштајн ја смислил теорија на релативитет. И ако ја употребиш, ти мораш да платиш авторски права за тоа. Као што Тесла смислил трансформатор, исто мораш да му платиш. 1905-та, кога ние имавме Илинденско востание, луѓето се расправаа по светот за индустријска права, за своји права. Значи, едно CD има неколку собственици. И тие се по својата суштина различни во карактер. Авторот на музиката, авторот на текстот и авторот на аранжманот се тие што ја смислиле композицијата, меѓутоа таа постои на хартија како нотен запис или на крајот на криштата како идеја во глава денешно време, како идеја на авторот во глава. Тоа е неопиплива, не е материализирана. Додека не се појави продуцент кој ја превзима целиот ризик за оттелотворување, се вика во законот. Тоа да се направи од идеја, материја, музика, докато не се појави продуцент кој ќе инвестира своји ресурси, пари и средства, ќе изнеми студио, ќе изнеми сниматели, музичари и се што подразбира за тоа да се направи тоа и ќе ги повика изведувачите и тоа баш тие што сака тој да ги избере за да направи таа песма најслушлива, барана. Кога ќе земат да учествуваат и изведувачите и продуцентот, се затвара кругот и таа снимена песна се вика фонограм или снимена изведба. Тој фонограм има собственици од авторот до продуцентот и изведувачите. Авторот е авторски права и тој има своја специфика и затоа го штити само едно здружение, тоа е ЗАМП, заштита на авторски права. А ММ ги штити продуцентот и изведувачите. Тие што е. И сега, тој производ, таа снимка, ако ги имаш 7, 8, 9, 10 парчиња, ги ставаш на CD и тоа се вика издание. И тоа издание е достапно да по пат на купување, секој си го купи да си го слуша дома. И тука е затворен кругот. Издавачот е подмирен, сите се подмирени, механички права ќе добијат авторите и подмирени се со слушателот, тој што си го купил. Меѓутоа, ако тој слушател е македонец и има кафана и отиде тоа CD у кафана, година се веќе прави прекршот. Затоа што тоа CD не е наменето за јавно соопштување, него е наменето за него, жена му и децата да си го слуша дома. Затоа го купил. А ако веќе води во кафана и тај некој популарен хит и се собираат луѓето во тој кафич затоа што таа песна се ја има таму и супер, они се расположени, тој го користи правото дополнително на и затоа тоа се подлегнува под чим е јавно соопштување, мора да подлегне на колективна заштита. И тука се појавуваат здруженијата ЗАМП, имаме и за такви работи. Исто радиостаниците. Тоа не е наменето за радиостаница. Радиостаница и самите миксови на цедињата се други за радиодистрибуција отколку за домашно слушање. И тука затоа се потребни тие здруженија да го остварат правото. Значи тоа се остварува колективно. Ако тргне секој сам да си го штити, тоа ќе биде. Јас вчера си испотепав со нова кафуле, ово Ивица отишол да намо си испотепал што му го пуштил да не му дал. Затоа се остварува колективно една организација да работи за сите. Сосема за крај. Може ли да се да, за жал, може ли да се наплатат во Македонија изведувачки права и може ли вие од прва рака може да ни кажете дали една пристојна плата да се извади од тие од ремите? И тоа како значи фино го кажа прашањето. Ние тој го спомнав, целото што го зборував е да се заштитат уметниците да си ги остварат своите права. Секаде кај што се користи музика. Немојте да бидете жалостиви према Забарот, затоа што Забарот добил клиенти затоа што му е пријатно. Има директива, ги спомнавте преска во дека не смее да се наплаќа во забна ординација, бидејќи тоа во Шведска, во Австралија се го побија. Законот не спаѓа под јавност, значи нели, неодредена јавност, бројот. Колку е јавност? И па тоа е прашањето. Тоа е интересното што директивата вика дека тоа не спаѓа под баш јавност голема. Добро, да не се фаќаме за ситници, има, значи секаде кај што се користи. Имаш на пример мене ми е многу фино кога ќе идам да си купам кафе, шеќер и тие работи, слушам музика. Вчера кај беше толку добра музика имаше, не ми се само гледав без везе. А вторија слушав музика. Беше сил, она crazy. Функционирали во Македонија? Дали може се наплата баш како? Наплатата е сега, како што ви го објаснив ова видео во вашите очи дека ме разбравте. Исто тоа кога го кажувам на корисниците, како што се супермаркети, радиостаници, телевизии,
не гледам такво светло во очите, тоа е она, не да те разбирам. И тоа значи не сакам да ти платам. Јас кога добив одговорот е, со криениот одговор е, зошто да ти платам кога јас сите документи ги извадив кога си ја вадев, кога отворив телевизија 90 и некоја година, каде што стои дека треба да имаш струја, вода, канализација, не знам, санитарен чвор и да ги подмираш авторските права. И авторските права тоа као нема вези. И не е свесен дека заради тоа ја добил лиценцата. Авторските и студентите права мораш да ги подмириш за да можеш да функционираш. Замислете радиостаница да се здружиме ние, што е невозможно, мислам, уметниците и изведувачи, и да речеме забрануваме на таа радиостаница да се пуштат нашите песни. Што ќе пушта? Каква е тоа радиостаница без музика? Нели? Не сме толку сложни, значи тој нема право. 99% од македонската музиката воопшто што се емитува на сите радиостаници и телевизии е без дозвола. Тоа се ако го погледнеме така, ако се имаме сето тоа да се ресетира од почеток е невозможно и затоа го користиме регионалниот термин да добијат само одобрение. Значи не мора дозвола, одобрение. Јас веќе те, да речеме, радио канал 77 да се јави да рече јас те пуштам тебе, ти му викаш добро ворете. Ако сакаш писмено ќе ти дадам. А да без материјален надомест. Без да материјален надомест. Иначе во светот се подразбира дека мора да имаш надомест. Еве на пример кај нас се пушта Мадона, се пушта Дейвид Бърн. Нити има дозвола за тоа, нити ништо. Тоа е купено во продавница, скинато од интернет, скинато од друга телевизија, па малце коригирано, затоа се матни некои наши. Но и кај нас не може да се наплатат уствари авторските права, а и кога се... Ама мора да може. Не, а и кога ќе се наплатат, еве ќе не знам, пак ќе земам пример Замп. Значи со друг бенд кај што сме имале осигурани права во Замп, кој ги распределува, колку пати се слушало и кое се слушало, бидејќи Сега на тоа на ќе следната емисија тоа. Знам, само сакам да го отворам и тоа како прашање, знам дека тоа е за повеќе емисии, не за една. Кога ќе ти стаса тебе дека те пуштале, не знам, некој на песна која не постои спот на телевизија, која не ја знам во Македонија. Значи, ни стасува 79 денари, например, такви некои Познати ми се тие бројки. каде што сигурно и ти ги знаеш, каде што, например, спот за некоја песна која воопшто немаме спот. Пуштана на телевизија не знам, која сигурно не плаќа никакви права. Тоа е, да кажеме, некои паушали. И од таму, затоа на почетокот, кога почнавме да збориме за права, повеќе сакав да отвориме оваа тема, за тоа како кај нас и кој ги штити, како ги штити права, отколку за тоа дали може да се заштитат и тоа да се наплати некако. Може. Бидејќи кај нас проблемот, пак ќе кажам, ние утре донесеме 10 најдобри закони, проблемот е на селективното користење и на тој закон. Значи селективното селективната примена на тој закон. За жал времето не ни дозволува понатаму. Бодан Ивица, ве благодариме што бевте дел од Зебра и не инспирирате за некоја наредна тема повторно да зборуваме за музика. Ве благодариме. Бесконечно многу за зборуваме, бесконечно. И за случање. Сега Ивица постави 10 прашања. Ве благодариме што не гледавте. Поздрав.